Пак афера со прислушкување на политичари и новинари во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски синоќа изјави дека Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност темелно се занимавале со него и ВМРО ДПМН кога биле во опозиција. Се прислушкувале и новинари и бизнисмени. Мицкоски во изјавата за медиумите не сакаше да зборува за детали, бидејќи како што рече станува збор за класифицирани документи и очекува луѓето кои го прислушувале да се најдат зад решетки. Не би можел да зборувам за деталите бидејќи тоа е државна тајна, така е класифициран тој документи, но едно е факт дека двете агенции темелно се занимавале со ВМРО ДПМН, рече Мицкоски. Синоќа заврши рокот за собирање потписи за независни кандидатури за локалните избори закажани за 19 октомври годинава. Рокот за поднесување листи на кандидати за градоначалници и за советници за локални избори е до 13 септември. Во фокусот на претениците денеска на седницата на парламентот ќе бидат измените на повеќе закони, со посебен акцент на социјалната сфера. Ќе се расправа по скратена постапка за дополнување на Законот за работните односи, како и за измени на Законот за вработување на инвалидни лица. Покрај овие две законски решенија, собранието на денешната 67-ма седница ќе разгледува 23 други закони. Со високи почести денеска ќе биде пречекана воена делегација од Романија во Генералштабот на Македонската армија, пошто ќе оствари средба нашиот началник на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лавчиски. Главни теми на средбата ќе бидат процесот на трансформација на армијата, учество на армијата во меѓународни мисии, капацитетите за обука и вежби на армискиот полигон Криволак и можноста за билатерална соработка од областа на силите за специјални операции. За 14,5 милиони евра е зголемена наплатата на приходи во август во споредба со истиот месец минатата година, што представува рекорден раст на приходите од 8,9% остварени на месечно ниво годинава, соопшти Царинската управа. При тоа најголем раст од 19,5% е остварен за наплатата на акциза, при што по овој основ во август се собрани приходи од 3,78 милиарди денари. Кумулативно од почетокот на годината, Царинската управа наплати приходи од 1,4 милиарди евра, што е за 65,5 милиони евра повеќе од лани истиот период. СОНГ кумулативно ги има зголемено платите за околу 70% од 2020 до 2025 година, рече председателот Јаким Неделков. Овој континуитет ќе продолжи и следните 3 години согласно спогодбата со Министерството за образование и наука, каде ќе се зголемат платите кумулативно од 46 до 52%. Во зависност од развојната политика и економија, овие проценти можат да бидат и повисоки, истакна Неделков. По свежото време и дождовите не помогнаа комплетно да се изгаснат сите пожари во Македонија. Од Центарот за управување со кризи соопштија дека се уште гори на 3 локации: во општина Илинден кај село Еватовци, во општина Долнени кај селата Црнилиште и Долгаец и во општина Липково кај селото Никуштак. Синоќа повторно беше тензично во неколку српски градови, каде што студентите протестираа против власта. Најкритично беше во Нови Сад, каде што полицијата на сила ги разби демонстрантите, што предизвика тензии во градот и бркотници по улиците. Според очевидците, полицијата употребила и солзавец. На првиот училишен ден вчера во Србија и средношколците излегоа на улиците за да одбележат 10 месеци од трагедијата на железничката станица во Нови Сад. Ним им се придружија родители, наставници, студентите во блокада и други граѓани. Илјадници граѓани синоќа се собраа и во Белград и во другите градови во сеќавање на 16 жртви од падот на настрешницата во Нови Сад. Црна Гора би можела да стане членка на Европската Унија до 2028 година, а Албанија до 2029 година, изјави Европската комесарка за проширување Марта Кос на Бледскиот стратешки форум. Таа нагласи дека процесот на пристапување зависи од спроведувањето на реформите и решавањето на билатералните прашања, зашто е потребно силно лидерство во земјите кандидати. Иако Македонија во реформите е над некои од кандидатите, сепак портите за ЕУ се уште се затворени заради уцените од Бугарија.
На покана на кинескиот претседател Си Џинпинг, 26 светски лидери ќе присуствуваат на прославата по повод победата во Втората светска војна во Пекинг. Во чест на победата, Кина ќе организира голема воена парада. На парадата меѓу другите ќе присуствуваат претседателите на Русија, Белорусија, Иран, Куба, Казахстан, Србија и Северна Кореја, како и премиерите на Словачка, Ерменија и Пакистан. Поранешниот дански министер за индустрија Сас Ларсен е осуден за поседување над 6000 фотографии и 2000 видеа со детска порнографија. Иако пред судот тврдел дека ги собрал материјалите во обид да идентификува сторители кои биле поврзани со неговото минато, кога како дете бил жртва на сексуална злоупотреба. Судот не ги прифатил неговите оправдувања со објаснување дека и покрај неговото тешко минато, поседувањето ваков материјал е недозволиво. Македонските фудбалери избрани од селекторот Благоја Милевски од вчера ги почнаа мини подготовките за септемвриските настапи на репрезентацијата. Најпрвин во четврток ќе одиграат контролен надпревар против Саудиска Арабија во Прага, а на 7 септември во Скопје ќе гостува Лихтенштеин во рамките од квалификациите за светското првенство кој ќе се одржи следната година. Македонија по 4 одиграни кола е на прво место во својата група. Времето денес ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Минималната температура беше во интервал од 9 до 20, а максималната ќе достигне од 28 до 37 степени. Скопје утрово се разбуди на 15 степени, а максималната температура денеска ќе достигне до 34 степени. За утре и за четврток се очекува променливо облачно време со пороен дожд и грмежи во некои региони на Македонија. Од викендов следува повторно стабилизирање на времето.